Ако има дополнителни прашања, стојам на Јас дадов одговор на вашето прашање во самата пресконференција, но ќе се обидам да бидам попрецизен. Се чувствувам непријатно да зборувам за дати за избори во услови кога само во изминативе денови имаме рекордна бројка на ново заразени, почетоци на вториот бран на коронавирусот, кој што никаде во светот не е забележан, и на дневна основа имаме по неколкумина мртви. И ќе бидам брутално искрен. Често пати ја слушам онаа теза како ја повторуваат во јавноста дека морало да научиме да живееме со коронавирусот и дека тоа ќе било дел од нашиот живот. И да, се слагам. Мора да научиме да живееме со, за жал, овој вирус кој што ете ја зафати нашата држава. Но да научиме да живееме кога на дневна основа ќе имаме по неколкумина заразени и ниту еден кој што ќе го загуби животот. Јас не можам и одбивам да научам да живеам со коронавирусот, а при тоа дневно да имаме неколку десетици ново заразени и неколкумина кои што ќе ги загубат животите. Туку ќе сторам се како политичар и граѓанин пред се на оваа држава и професор кој што учи млади луѓе како понатаму да се однесуваат во животот, да се борам и да се справам на најдобар можен начин со оваа пандемија која што не задеси. Ние не сме циркузанти да бидеме во циркус и да бидеме луѓе кои што некој ќе се смее на нашите вакви или такви настапи. Ние мора да сме сериозни. Ова се сериозни времења. За жал, несериозни луѓе имаме во најсериозната институција, тоа е владата, за да се справи со сето ова кое што изминативе неколку месеци не зафати. ВМРО-ДПМН е подготвено за избори кога и да се случат тие избори. Математиките на Заев, диктатот на Заев и исполнувањето на желбите на Заев преку Спасовски навистина се надвор од фокусот на вниманието на ВМРО-ДПМН и во овој момент се чувствувам непријатно да зборувам за било каква дата за одржување на избори, кога се уште броиме мртви на дневна основа по 3-4 и кога се уште броиме ново инфицирани на дневна основа по 30, 40, 50, како што беше вчера. Ајде да живееме со вирусот, но да живееме кога на дневна основа ќе имаме по неколкумина заразени и ниту еден кој што ќе го загуби животот. Да, тогаш се слагам дека можеме и треба да научиме да живееме. Но одбивам да научам да живеам со вирусот кога на дневна основа ќе имаме 40-50 ново заразени и 3-4 кои што ги губат животите. Таа смешна флоскула нека задржат за во циркус и таму нека се обидуваат да ги забавуваат тие кои што им аплаудираат. Ова се сериозни времења и бараат сериозни луѓе со сериозни идеи, визија и стратегија, а не купи ден продај политика. Не, јас ќе се вратам неколку месеци наназад, после онаа средба кај Спасовски во владата, чинам дека беше 12 или 13 март, кога рековме веднаш подитно да се бараат средства затоа што работава ќе биде многу сериозна. Тога се сеќавам бев демантиран од владата, ресорните министри, од господинот Спасовски, дека они воделе сметки и дека сега немало потреба од никакви мерки. Буџетот бил ликвиден, блескаме и така натаму, за да недела дена потоа видовме како излегува со апокалиптични сценарија, дека банкрот ни се подготвува и така натаму и така натаму. За да еве 3 месеци потоа, ние денеска зборуваме за околу 700 милиони евра бруто износ кој што владата го обезбеди преку евроврзница. До нас стигаат информации дека истата само за 2 дена е препродадена и дека тој што ја препродал отприлика некаде околу 0,45-0,5% поени остварил профит или тоа е некаде 21 милион евра на сметка на граѓаните, но за тоа еве вие сте сите искусни новинари и отварам оваа тема ете да ја консултирате и ресорната министерка и подпредседателот во владата за економски прашања заложен да ви одговора дали ова што го зборуваме точно или не е точно. Но ако е точно е страшно затоа што 21 милион ги чини граѓаните само што не почекаа 2 дена од тоа што ја набавија таа евроврзница.
Настрана тоа што треба да платиме 117 милиона евра камата и прашањето е зошто ги имаме најлошите услови убедливо од сите и зошто само на 6 години се издаде ова евроврзница. Но за тоа ќе ви одговорат, предпоставувам, надлежните. Да, истовремено добив и таква информација дека од страна на Европската комисија е обезбеден заем од 160 или 180 милиони евра, точно сега не можам да се сетам. Делот тој заем ќе пристигна некаде таму околу втората половина на јули месец. Останатиот дел од заемот е врзан со структурните реформи, кои што ценам дека оваа влада нема никаков капацитет да ги спроведе, така што јас би зборувал за сега и веднаш околу 80 милиони евра кои што би стигнале до јули месец, но сето ова е помалку од оние 1 милиарда и 50 кои што се потребни на Македонија за до крајот на годината да нема проблеми со ликвидност. Односно, тоа се средства кои што се потребни на нашата држава. Од 1 мај до 31.12 за да го покрие буџетскиот дефицит по основ на планираниот дефицит и по основ на оние помали примања приходи кои што ќе стигаат во буџетот во периодот кој што следи, но истовремено задолжување поради раздолжување. Тука не се опфатени мерките тука не се опфатени во оваа сума мерките од COVID-2, COVID-3 програмата кои што дополнително ќе го оптоварат буџетот, така што за да ја одржиме макроекономската стабилност, за да нема кратење на платите како што тоа го планираше Зоран Заев и го најави на пресконференција, за да нема намалување на пензиите, ќе бидат потребни барем уште отприлика за нормално функционирање од 350 до 400 милиони евра за до крајот на годината. Врз основа на таа математика која што имаме ние расположива сега, тоа е онаа математика која што и вие гледате и која што е јавно достапна. Условите и начинот на кој што се обезбедени овие средства, тоа е друга тема, но ние покажавме дека сме различни. Споредено со СДСМ во минатото се сеќавате кога се издава евроврзници, се пишуваа се кога дошеше државата, владата, се пишуваа писма по светот, се нарушуваше имиџот, тоа ги чинеше граѓаните десетици милиони евра по голема камата. Нашиот представник во Министерството за финансии, техничкиот заменик министер, ги подпише, ги поддржа сите досегашни задолжувања затоа што цениме дека во овие тешки моменти потребно е тие средства да завршат онаму каде што се најпотребни, а тоа е во стопанството и во реалниот сектор. Тоа што овие средства владата се обидува да ги пренасочи во обид за подкуп на граѓаните пред избори, тоа е друга работа. Но и да се обидуваат, и да подкупуваат, се што сакаат нека прават, кога и да се случат тие избори, ќе видат како тоа ќе им се врати од глава по принципот на онаа веќе нивна позната максима трас. Врз основа на информациите со кои што јас располагам, господин Наке Чуле има исклучително големи потешкоти за нормално функционирање. И врз основа на сето она кој што јас го имам како информација, даваат надчовечки напори со неколкуми на кои што се дел од неговиот кабинет да го спроведат она што го спроведува изминатиот период. Но да, ако ме прашате за прв пат можеби, се случува да не се почитуваат хиерархиски дареди. Но за тоа треба да бидат информирани органите кои што се надлежни за тоа и треба да е свесен секој кој што се одлучил да почитува партиски наместо наредби од страна на предпоставен посебно во министерство како што е Министерството за внатрешни работи, дека ќе има и одговорност. Така што јас сум го кажал тоа често пати во минатото, секој бира и самиот за себе одговара како ќе се однесува и што ќе прави во животот. Има луѓе кои што одбрале да бидат полицајци, да бидат доктори, да бидат професори, занетчи и така натаму, но има и луѓе кои што одлучиле да бидат и од онаа страна на законот и кои што рекле ако не ме фатат, добро е ќе си го помина животот, но ако ме фатат треба да се свесни дека треба и ќе сносат одредени последици за сетата. Така што секој одговара за сопствените постапки.
Не, прво да кажам дека очекувам одлука која што од денеска веќе од кога ќе се донесе ворената состојба ќе имате брифинзи каде што ќе викаат изборите сега ќе бидат на 5 јули. Тоа значи дека таман се направени веќе 14 дена, за да они се повикаат на ние 22 дена, кои што велат дека се доволни според ДИК и да речат еве на 5 јули ќе имаме сега ќе имаме избори. Така што не очекувам дека председателот Стево Пендаровски ќе рече нема да ви дадам 14 дена, туку еве сега ќе бидат ценам дека треба 30 дена да има, па ќе ја продолжиме ворената состојба, иако вчера имавме 52 ново заболени со четворица, потоа коригирано беше 5 на кои што го загубија животот. Завчера пред 2 дена имавме 38 со тројца, претходно имавме исто така 20 и нешто со тројца и така натаму. За многу помалку ворената состојба беше 30 дена продолжена. Сега очекувам дека ова математика која што ја склопиле, ја составиле и од денеска ќе почнат нова реторика. Прво бе 14 јуни, па 21 јуни, па 28, сега ќе биде 5 јули и тоа ќе биде деновиве, наместо да зборуваме за здравјето на граѓаните, за мерките, како да не ни се случува да ни умираат по неколкумина и по неколку десетици да се заразуваат. Ние сега ќе се занимаваме со тоа. ВМРО бегало од избори, а СДСМ бил тој кој што ќе оди на 5 јули на избори. Ето, тоа отприлика не очекува деновите и не очекувам дека нема да биде прифатено, и не очекувам дека нема да биде прифатено 14 дена, ќе бидат прифатени. Инаку јас го кажав тоа и во текот на вчерашниот ден и во текот на денешниот ден, дека после ова што ни се случи со овие нови 52 и со за жал четворицата кои што ги загубија животите и оние кои што ги загубија пред нив, ние сме држава во регионот со најголем број починати луѓе, најголем број заразени и така натаму. Први сме на оние непопуларни ранг листи и сега си го поставам како човек, како граѓанин во оваа држава прашањето, кога седат оние луѓе во таа комисија за заразни болести и кога на неколкумина заразени и 0 починати предлагаа рестриктивни мерки и практично ги држаа луѓето во сериозен карантин, прогласува ворена состојба од 30 дена и истите тие луѓе кои што вчера при 32 заразени и четворица кои што починани убедуваат дека размислуваат за повторно воведување на мерки. Кога се повикуваа на хипокрит? Кога ја носеа првата одлука или сега вториот пат кога размислуваат? Апелирам до нив. Сепак на крајот од денот сте доктори. Овие луѓе ве ишколувале, ви овозможиле бесплатно да се школувате, да завршите медицински факултет и да се грижите за здравјето на граѓаните. Не да се грижите да ги исполните желбите на диктатот на Зоран Заев. Постапувајте според заклетвата која што сте ја положиле. Еден апел до нив, која ќе се погледаат во огледало и која ќе носат одлуки, да носат ваква одлука. Нека го заборават диктатот на Зоран Заев. Затоа што животот ќе продолжи и после оваа влада на Зоран Заев. Ќе треба да се сретнеме по улица и ќе треба да се погледаме во очи. Некој ќе ведне глава и ќе трга поглед. Тие се доктори и треба докторски да се однесуваат. Не може еднашка вака, втор пат по потребите на СДСМ вака. Треба да разберат дека ова не е игра. Ова се сериозни работи, луѓе животи губат. Луѓе се збогуваат со најмилите. Фамилии во црно се завиткани. И ова не е желбата на Зоран Заев. И јас не сакам вака да научам да живеам во животот со корона. И ќе се борам, се додека можам, да се спротиставам на овој начин на навикнување на живење со короната. Така да сумирам, да, очекувам да ги прифатат овие 14 дена, ни ден повеќе, ни ден помалку. Па не знам, јас мислам дека ова прашање е добро да го упатите во Министерството за внатрешни работи, предпоставувам дека ќе ви дадат. Да, и ќе продолжам да ги фалам. Јас и има 500 нешто, кога почнаа да јавните и а претходно кога имаше масовно прикачување секаде, знам дека и вие сте го тоа не беше дали тогаш биле професионалци или сега? Па, видете, знам дека малку беше нешто прашањето
сака да ги похвалите полицајците, ама да не го навредите господин Шулев, меѓутоа може да кажете, ваше содружување зошто се случува тоа? Не, јас, видете, моите лични чувства и емоции се моја лична работа и се трудам во работата да не ги мешам. Да не ги мешам во работата и затоа ќе се обидам да бидам многу директен во одговорот кон вашето прашање. Да, сакам да ги пофалам припадниците на Министерството за внатрешни работи, исто како што сакам да ги пофалам и здравствените работници, оние лекарите, медицинскиот персонал, исто како што сакам да ги пофалам и сите, да речеме, новинари кои што ја следеа оваа работа, која што ни се случуваше изминативе месеци, изложувајќи ги своите животи, камермани, сите оние кои што беа присутни во супермаркетите, во банките, во штедилниците, сите оние кои што на дневна основа овозможија државата како така да функционира, но истовремено сакам да ги пофалам граѓаните, кои што во најголема мерка го почитуваа она кое што беше зададено како задача од страна на оваа техничка влада. Јас ќе ви кажам, патував низ Македонија кога можев нормално и кога имав можности. Еве конкретно ќе ви кажам, бев гостин, да речеме, на една телевизија во неделата, која што не е во Скопје сместена, туку надвор од Скопје, сместена во Тетово, и апсолутно се уверив дека ограничувањето на движењето се почитуваше без никаков исклучок во периодот кога поминував низ градот и кога одев до таа телевизија, тоа е некаде помеѓу 19 и 19:30 часот во неделата, и кога заминував од градот, тоа е некаде околу 22 часот. Буквално Тетово беше празно и јас Тетово не го бев видел попразно од тогаш тој ден. Така што истовремено им симнувам капу и на граѓаните што заедно излегува многу поодговорни и позрели и посвесни од сите политичари заедно, вклучително и мене, сите, буквално, кои што покажа свесност и одговорност во најтешките моменти. А за жал имаше такви политичари кои што наместо да покажат свесност, одговорност и државност во тие моменти, гледа како да спечелат по некои политички поени. Тие акробации нас денеска не чинат 52 вчера и 4 починати. Тие акробации. Ако и тие се однесуваат така свесно и одговорно, немаше тоа да не се случи. Благодарам. За политичарите, многу бев прецизен. Благодарам. Да. Апсолутно, јас би седнал на секаква лидерска седба каде што ќе се разговара за здравјето на граѓаните и за иднината на државата. Апсолутно. Да. Ви благодарам.